Само неколку дена по стапувањето на функцијата, новиот заменик министер за образование Петар Атанасов денеска престојуваше во прва официјална посета на Прилеп. На почетокот Атанасов оствари средба со градоначалникот Илија Јовановски, каде разговараа за општинските образовни проекти и планови, како и за планираните реформи на ресорното министерство. Потоа Атанасов, Јовановски и председателот на Советот Милет Алевски посетија неколку средни и основни училишта во градов и разговараа за условите за работа на наставниот кадар и учениците, а потоа остварија средба и разговори со директорите на основните и средните училишта, на која стана збор и за натамошните мерки и активности со цел подобрување на образовниот и воспитен процес. Заменик министерот Атанасов се интересираше за проектите кои ги работат наставниците и во кои директно се вклучени учениците, како и за условите за работа и посетување на настава. При тоа тој им ги образложи и идните чекори и планови на Министерството за образование, како и дел од измените во Законот за образование. Сум во комуникација со Националната агенција за образовни политики, каде што изминативе неколку години е близу 98% искористеноста на фондовите по Европската Унија, особено Еразмус проектите, но и проектите со младите, дека во циклусот 2021-2027 ќе бидат дуплирани фондовите за Република Македонија, каде што колку што ќе растат капацитетите на образовните институции и воопшто на државните структури, толку повеќе ќе можеме фондови да црпиме. Градоначалникот на општинава Илија Јовановски изрази задоволство од реализацијата на реконструкцијските зафати во основното училиште Гоце Делчев и училиштето Кузман Јосифовски Пито. Посебно ми е драго што добивме информации затоа што наставниците од ова училиште со учениците учествуваат на 3 едукативни проекти оваа година и со меѓународно учество. Тоа ми е посебно драго, го поддржуваме секој нареден и добар проект и што во иднина сигурен сум дека ќе продолжи со ова тема. Од страна на директорот на училиштето Гоце Делчев, присутните беа информирани и дека посетата на куќата на Блаже Конески годинава е дел од наставната програма на наставниците и учениците.